Добар ден, почитувани гледачи. Време е за уште едно издание на нашиот подкаст Универзум. Денеска со малку поинаков гостин. Знаете, после сите оние наши познати ТВ лица, презентери, новинари од медиумите, денеска имам човек кој што не е многу експониран медиумски, меѓутоа зад себе има импресивна, образовна, приказна, бидејќи неговото академско и работно портфолио е многу богато. Јас, подготвувајќи се за овој разговор, прочитав и слушнав некои негови претходни интервјуа и навистина сум импресионирана, верувам дека ќе бидете и вие. Мој денешен гостин е Михаел Китановски, меѓународен бизнис и менаџмент консултант. Да. Благодарам, Билјана, за поканата. Благодарам што си наш гостин. Еве вака опуштено во нашето мало, јас секогаш велам симпатично студио на Универзитета Скопје. Зборуваме за образованието, зборуваме она што е нашиот фокус, она што ги интересира нашата публика, нашите гледачи, нашите студенти. Реков дека имаш богато образовно портфолио. Секогаш почнувам со тоа како почна твојата образовна приказна уште од најрана возраст, да речам можеби од средношколските денови па да дојдеме до факултетот. Да, супер тема. Мислам дека оваа тема која што ја обработувате заедно е многу важна за денешното живење на младите и на останатите. Па како почна? Јас ќе кажам многу кратко. Јас имам 54 години и моето основно и средно образование беше во СФРЈ. Сега, за да биде интересно за сите нас, најмногу за мене, одев 9 години на хор. Да. Одев 9 години на хор и тоа беше тренд. Завршив музичко училиште, свирев клавир и до ден денес, и тоа беше тренд. Одев на пливање, се трудевме да одиме во различни типови на секции, како што се, например, една година работев во Радио Охрид, јас сум охриѓанец, нели тоа таму се случуваше. Една година одев во Радио Охрид и се трудев да направам некаква емисија која што беше интересна во тоа време. Ова се го кажувам до 90-та година. И беше важно, Билјана, беше важно во нашите класови, беше важно да знаеш, да бидеш одличен. Не беше толку важно кој си, како си, зошто, него да можеш да направиш да се пофалиш со едни добри резултати. И еве сега, впрочем, ме подсети со муабетов, иако се подготвуваме за ваквите, нели, подкасти, меѓутоа првиот момент кога почувствував дека вреди да се учи во денешницава беше во трето оделение. Во трето оделение имаше надпревар по математика и јас имав ставено, и сите бевме со шифри. Значи, со некаква шифра, не можеш да пишуваш име и презиме и така натаму. И многу интересно беше што задачите, појма немам какви беа за тоа време, сигурно како и сега, ама во секој случај трето оделение јас имав ставено шифра телефонскиот број од дома. Значи ние немавме интернет, имавме телевизор со, не знам, 3,5 програми и така натаму, и јас го имав ставено телефонскиот број од дома и тој беше 21214. Фиксен во тоа време, фиксен само таков телефон, постоеше. така е, фиксен. Да, не знам дали имаше и предзнак, не сеќавам, можда имаше, најверојатно. Сега резултатите се објавуваа преку разглас. Значи, седат сите во училиштето и прво место по, да речеме, не знам, македонски јазик, тој шифра, таа и таа. И дојде математика и прво место, математика, учесникот, и се кјути тој што ги кажуваше на разгласот, учесникот 27214. И тогаш кај мене се јави една желба, детска желба, инстинктивна, не смислена, и само го памтам тоа чувство како вчера да беше и си викам, ова е добра. Да, ова е добро, се почувствував добро и после тоа, нели, ме мрзеше да учам, значи како да ви кажам, јас цел живот како учам. Како и секое дете. Да, меѓутоа
од таму почна тој еден таков добар, да речам, добар порив, добра желба, добра енергија да може да се успее со математика, со таква една шифра. После тоа, за време на средно училиште, читав, учев, толку колку што беше потребно, наискрено кажано. Ме интересираше музиката многу, тоа го правев прилично интензивно. И веќе дојде момент кога треба да се запишам на факултет и се запишав на 2 факултети. Се запишав на 2 факултети, така беше тоа, значи тоа беше 1990 година. Тоа значи дека исто како сега, ги праќаш документите претходно, ама ги праќаш по пошта. Препорачано, па добиваш после X време некаков си телеграма, дека документите се таму, да. Дури и во Македонија или во за да, зборувам? сега И за во Македонија. точно ќе ви кажам, Македонија беше едноставно, во Скопје на електротехнички факултет, приемен, математика, физика, имаше тогаш, мислам дека имаше, знам дека беше голема бројка, ама ми се врти бројката од 800. Да. Нека биле и 500, во секој случај тоа е голема бројка. И паралелно, значи претходно, пратив и документи на Универзитетот во Љубљана, 90-та година, тогаш се викаше Едвард Кардель, за рачуналништво. Тоа е компјутери. Или не, тоа се компјутери. Рачуналник на словенички е компјутер. Значи нешто како IT во денешно време. Како IT во да. денешно време, баш токму така, како компјутерска техника, информатика и автоматика или електроенергетика и така натаму. Тогаш беше рачуналништво и бев таму, полагав приемен испит, паметам дека приемниот испит беше потежок отколку во Скопје, или мене така ми се чинеше. Може би ради јазикот, на словенички полагавме, и математика и физика. И пројде сето тоа што пројде и стигнаат резултатите. Резултатите стигнаа по пошта и буквално јас го донесов. Да, и убаво што го донесов. Еве го донесов и ова е потврдата дека сум примен на Универза Едварда Карделја в Љубљани. Потврдило впису. Ова е 20 јули 1990 година. И ова кога го добив, ова ми значеше повеќе од, како да ви кажам, од дипломите кои што во изминативе 35 години ги добив од цел свет, ми значеше и исто како шифрата 21214 во трето оделение, значи фактички човек добива можност. Целата работа е да се створи можност да може да се успее понатаму со некакво учење. На жалост, почнаа големите превирања во Југославија тогаш. Токму тој период, 91. Токму тој период и сите ние се вративме од Љубљана, од Загреб, од Белград, сите ние се вративме во Скопје. Нормално немаше никаков проблем да ги префрлам, валјда тој зборот, тие неколку испити кои што таму ги полагав, на електротехничкиот факултет во Скопје, на смер компјутерска техника, информатика и автоматика. И после тоа студирав и учев математика 1, математика 2, математика 3, математика 4, физика и така натаму. Теорија на системи и така да продолжи во тој правец во тие години. Имам едно подпрашање. Слободно. Бидејќи додека си бил млад дете, си одел во музичко училиште. Да. Нели преовладеа таа љубов да продолжи музиката понатаму или математиката беше баш она тригер дека сепак нешто друго ме влече освен музиката? Да. Јас ќе дадам многу реален одговор. Понекогаш ми викаат и студентите кај што држам предавања брутален, ма појма немам. Немам појма ни сега, ни тогаш. Зошто? Затоа што ти треба да се запишеш негде на некаков факултет, било кој. Ништо не знаеш тоа што значи во иднина. Јас во математиката не сум заљубен, туку ми беше добра. Во музиката бев. Меѓутоа не знаев што да очекувам ни од
електрофакултет, ни од некаков си музички факултет, ајде така да кажам, одсек клавир. Младите не знаат, како ни јас тогаш, не знаев што е тоа што треба да го очекувам. И јас фактички одбрав така на едно, без голема калкулација тогаш, како, ајде да речам како денес. Немавме интернет. Интернетот беше на комадна линија. Немавме визуелни слики, аудио, видео и така натаму. Едноставно викам, па добро, ова е нешто добро, а јас музиката можам да ја терам паралелно. И одев на музичка академија неофицијално 4 години паралелно со електрофакултет и таму вежбав. И кога немаш обврска према професор, исфирив се она што ми беше потребно на клавир, за да можам да научам, и друштвото ни беше такво и така натаму. И добро беше и едното и другото. И сега, бидејќи емисијата нели е од таков карактер, јас како студент, супер, јас година за година ги давав испитите, кога во јуни, кога во септември, ама се течеше во ред. И последниот семестар јас веќе работев. Значи, работев како студент, ја продолжив дипломската, и се сеќавам професорот тогаш дојде кај мене во канцеларија и ми рече, да речеме, за 7 дена браниш дипломска. И затвори врата, пошто тоа се одолговлечуваше. Значи, јас ако сум завршил во јуни со испитите или во септември, другата година јас ќе дипломирам. Чекај да не брзаме, нели? И електротехничкиот факултет ми беше добар, интересен ми беше. Пола-пола, испитите ми беа лично како студент, ми беа интересни тие кои што беа со роботика во тоа време. И нешто кое што го запамтив од тој електрофакултет е да човек треба да свати дека додека е студент мора да седне и да научи да учи. Да научи да учи. Ние излеговме сите инженери, меѓутоа знаевме многу малку. Меѓутоа тој целиот пристап кон учењето со и интелигенцијата која што мора да се развие преку книга, не може преку слушање аудио подкаст, мислам може, ама не е тоа. Тоа јас го памтам и тоа го научив. И после тоа отидов на постдипломски, верувара или не, на човечки ресурси. На Институт за политичко-правни истражувања, бев тука во Скопје, бев и во Питсбург. Таму фатив во наводници на нова тема, после тоа бев во Брисел на Project Cycle Management, после тоа учев финанси и така натаму, така да до 2020 година завршив диджитал маркетинг, цела академија. Така, кога се подготвувавме за разговоров, ми спомена, јас имам 7 факултети и тоа е некој показател дека човек кога има волја и желба да учи, никогаш не е доцна и може да се најде време и покрај сите обврски. Да, јас тоа би го кажал поинаку. Прво, тие 7 такви образованија се во време трајање од 35 години, тоа да го кажам. Не е баш тоа нешто, вау, нешто многу специјално. Меѓутоа, со сленг кажано се исплати. Се исплати само заради една клучна работа. И тоа им го кажувам и на студентите, и на клиентите, и на колегите во цел свет. Ке спомнам дека работиме во 38 земји, тоа не е важно за овој муабет, меѓутоа се исплати, бидејќи не можеш, еве ваква е кованицата, не можеш да бидеш во тренд со времето во кое што живееш ако не учиш. Да, тоа е невозможно. Бидејќи постојано се менува многу брзо, уствари многу брзо се менува времето, многу рапидно. И технологија и се менува многу брзо. За себе ќе кажеш дека учам секој ден по најмалку 40 до 50 минути на ден. И денеска, и секој ден. Да, и утрово. Утрово направив некој вежби колку да се разбудам.
И да, денес учев. Јас држам предавања во петок и тие предавања се поврзани со производство. И денес учев, од утрово учев Lean Management, еден дел од Lean Management кој што се учи на сите технички факултети во светот. Морав СМЕТ, методологијата СМЕ да ја допрочитам, да ми легне, пак ќе фатам утре. Да, и верувај ми се исплати, и тоа сакам да им кажам на сите студенти, на сите луѓе впрочем, затоа што има време за одмор, има време за забава, има време за уметност, има време и за учење на стручна литература. Јас како студент тоа не го знаев. Јас само почувствував кога направив како студент една реклама за видео реклама, анимација на тогашен компјутер кој што се викаше Индиго и изедов одредена сума на пари која што во денешни размери исто така би била голема. Да, траеше рекламата 17 секунди, објектите беа смешни, да, тоа беше стварно смешно, меѓутоа ние серфејсот значи патернот на тој објект кој што се вртеше во анимацијата, го правевме пешки. Пешки значи нема drag and drop, земи жолта боја или земи огледало боја. Не, го правевме, го програмиравме и го лепевме на таа површина на тие букви кои што се вртеа. И гарантирам дека се исплати со учењето, една свест која што е важна во даден момент. Да, на студентите, па и на сите нас треба да им се каже. А тоа е земи фати книга. Да. Да, нема друга. Или земи фати таблет, или Тоа затоа од времето останало како ни викаа, земи фати книга, земи учи. Денес родителите сигурно им викаат, земи фати книга, тоа не е залудно кажано. Да. И така, и добро, и како оди времето, како тече времето, сакам да им порачам на сите и на себе си. Компетентноста расте, од било каков карактер ако се учи, компетентноста расте, паѓа напорот кој што човек го дава за да научи нешто. И тој break-even point кај што се сечат тие две работи, колку побрзо луѓето го направат во животот, толку по, ајде пак да кажам, исплатливо од аспект на две работи. Првата работа е имидж, а втората работа е позиција. Позиција во општеството, позиција на работа, позиција дома, позиција во својот мозок, бидејќи и имиджот и позицијата се важни за да може да знаеме што правиме со тие информации кои што ги учиме. На крајот на криштата да се биде некаков тип на интелектуалец во денешно време, мислам дека е тренд. Така. Јас моите гости секогаш ги прашувам, бидејќи повеќето ми беа гости кои што биле студенти во некои други времиња, во Југославија кога се распаѓаше во тој транзицијски период. И прашувам, велам, споредба кога би направиле во образованието тогаш и денес, меѓутоа, типа од еден друг аспект можеш тоа да ми го доловиш, бидејќи работиш и како визитинг професор, значи предаваш како професор гостин на универзитети низ светот. Колку е променето образованието од тогаш, колку е сега поразлично, колку модерните технологии што им се достапни на младите им го леснуваат целиот тој процес? Да, две работи би кажал. Нормално дека во денешно време е полесно од тој аспект. Сум присуствувал на вежби со холограми, сум присуствувал на вежби со 3D принтери, софтвер, хардвер и така натаму, тоа е се во ред. Денес и AI е нешто кое што таа вештачка интелигенција која што сигурно ќе помогне и ќе оди во тој правец. Мојот заклучок е, бидејќи држам предавања и тука, и во Германија, и надвор од Европа, на факултети,
Се зависи од професорот. Се зависи од професорот. Доколку професорот може да ги измотивира луѓето, студентите, тие полнат сали, тие полнат амфитеатри, студентите денес се одлични, доаѓаат, сакаат да слушнат. Исто беше Билјана и во моје време. Исто беше во моје време и ние сакавме да одиме кај професор кој што може да не мотивира, а може да ни каже и нешто конкретно, знае и да се насмее. Така да таа клучна интерактивност според мене е во луѓето. Техниката согласно трендот оди во одреден правец, нели нагорен. Од друга страна за студентите тоа е дефолт. Тоа е денешно јас денес со таблет или со ултрабрз интернет, за студентот тоа е дефолт. И тој мисли дека не мисли, тој знае дека тие средства се на располагање и ништо не му е јасно кога јас ќе кажам ние со јас втората магистерска ја бранев со фолии. И сега тие викаат, па добро, сигурно сте немале пари. Не, немаше проектори од таков карактер. Денес имаме 4К, 8К проектори и така натаму. Така да, се зависи од луѓето кои што им предаваат некакво знаење на студентите. И тврдам дека тоа е важно. Секој ден професор треба да биде максимално проактивен. Максимално проактивен, тоа значи да го одработи својот дел, да го каже, тој што е важен, нели, да ги задоволи барањата на факултетот, на општеството и така натаму. Меѓутоа мора да има страст, мора да има шарм, мора да има примери, мора да биде 100% интерактивен. Денешните студенти се ултра паметни и го покажуваат тоа на свој начин. На свој начин значи дека секој од нив бира како тоа ќе го манифестира. Бидејќи одам на некаков фитнес и ми приоѓаат студенти таму, тоа често ми се случува, и дошле на некој мој предавање, супер се, нема никаков проблем. Истите тие ќутеле на предавањето. Па впрочем, што да прават таму, нели? Добро, молчале, меѓутоа го впивале тоа што им го кажуваш. Како човек што се има едуцирано во различни земји, имаш ли некој професор кој што ти оставил така голем впечаток, кој што влијаел можеби врз твојот развој, врз тоа што си денес? Да, тоа беше во Брисел. Ерик Кине се викаше. Тој беше интернационален консултант во рамките на Европската унија во тоа време. Тоа беше 2002 или 2003. 5 дена имавме последователен начин на обука, кој што мораше да биде во таа транша. Одевме и претходно и после тоа, ама ова мораше така. И во еден момент јас го прашав, викам, добро, што е паметно? Имаше студенти од Кина, од Русија, од Америка и така натаму, од Европа, од Данска, од Шпанија. Што е паметно, како јас паметно да навлезам во сите тие информации? И тој се насмеа и ме однесе во една друга просторија на која што имаше 30-тина со рака напишани за таа тема хамери, нели? Тоа е оној големиот белиот дебел лист, дебел лист, така е. Во исправена форма, да речам, 30-тина на зидот закачени, зидовите беа такви наменски, и беа напишани сите работи кои што тој треба нас на таа академија да ни ги предаде. Значи дека тој се спремал. Денес тој е во четвртата четвртина од својот живот, моментално држи предавања во Африка. Не комуницираме затоа што тој е зафатен, јас сум зафатен и така натаму. Меѓутоа сватив и тој само ми го покажа тоа. Рече, ова е подготовката за тоа што го гледаш таму со прожектори, со и така натаму, со материјали, работи, интерактивни таблети, ама во тоа време тоа беше баш сериозно вака да имаш некакво си пенкалце на некаков помал екран. Да, беше. Ама 30 хамери напишани.
И вика, ова е мојата подготовка, слободно можеш да видиш тоа како оди, и јас тоа си го врзав во крче. Така. Да. Пред да преминеме на работата и на Да. она кое што нели те дефинира тебе денес како човек кој што е остварен и исполнет нели во полето на она што го работи најдобро, морам едно прашање за како мотивација за идните млади машки, женски, дечки, како да ги наречеме, кои што ќе се запишуваат на факултет во предстојниот период, кои што размислуваат што би сакале да бидат, како правилно да одберат со оглед на тоа дека денешното време може би е поразлично од нашето, може би некои други технологии, други предмети се поинтересни, како да направат правилен избор за утре да го работат тоа што ќе ги исполнува. Точно, супер прашање и доста тешко прашање вака. Нели, кажав на почетокот дека и јас не знаев каде треба да одам. Советот би бил многу прост и едноставен. Што е она што те влече, кој е тој, сега ќе биде флоскула, кој е инстинктот? Тоа значи дека во 4-та година во средно училиште треба секој од нив да види што е тоа што него го интересирало во минатото. Во тие неколку години, зашто има предиспозиција? Тој лично и фактички многу погрешно е да се каже во оваа бранша заработката ќе ти биде голема. Мислам на финансиска. Тоа е погрешно затоа што студентските денови се денови кога што според мене треба да се направат во државава, да останат тука кај нас луѓето, заради нив, бидејќи јас и мојот синеве, например, и тој кога отиде во странство, заврши факултет кај нас на електро, не е така лесно да се оди во странство, не е така лесно да се избере економија во или електроника или не знам, туризам во Германија или во Италија или во Словенија или во Хрватска или во Америка. Не е така лесно. И мојот совет им е да размислат кој е тој инстинкт кој што вродува нешто кај нив, па макар тоа да биде и нуклеарна физика или микробиологија, кои што не се многу експонирани овде кај нас. Не знаете животот што носи и посебно со овој брз развој и брз начин на наменување на работите, посебно од 2024 сега, до сега, бидејќи станува збор за големи скокови во нанотехнологија, во квантните алгоритми, во Internet of Things, било кој факултет да го изберат и да бидат тука кај нас, ќе имаат можност своите квалитети, своите предиспозиции, својот имидж и својата позиција што ги спомнав, одејки на постдипломски или за време на факултетот да одат на некаков си стручен семинар, курс, верификуван или не, било каде во светот, затоа што тоа може да се направи не само онсайт, него може да се направи онлайн. И мојот совет им се 4 работи, нели, да се забавуваат, да бидат опуштени, да не се секираат околу тоа дали е добро ова или овој факултет или оној факултет, него да го изберат тоа што нив им одговара, ги прави задоволни. Многу важно е да, кога ќе се запишат на тој факултет, навистина да научат она што се нуди на тој факултет. Нашите факултети нудат информации. Тоа го имам на лична кожа осетено. Тоа што го научив физика, например, во споредба со, бидејќи и во Мичиген, и во Питсбург и така натаму бев на дошколување во животов, не е лошо, добро е, ама дали било во тренд, па можеш самиот да го дополниш тоа со информациите кои што се во тој момент во тренд, бидејќи истите тие за 3 години може и нема да бидат. Таман да завршиш во Оксфорд или во Харвард или во Лувен или на Макс Планк во Германија. И не знаеш како тоа ќе изгледа после 3 години. Да се забавуваат,
да учат на факултетот кој што го одбрале и некако да изберат некаква уметност каде што ќе може да си направат така еден излет од секојдневието и да се бават со спорт. Кога сме кај останувањето дома и можностите што им се нудат нели на студентите да учат тука па и да останат тука, јас би споменала дека добро е тоа што на пример приватните универзитети, еве како Универзитет Скопје, на студентите уште од прва година им нудат практична работа, значи покрај теоретската, Супер. покрај студиите, практична работа, буквално 4 години додека им траат студиите, ги подготвуваат за тој реален сектор, па тие кога ќе завршат, кога ќе дипломираат, веќе да речеме со една нога се влезени во бизнисот и многу им е полесна таа транзиција да ја направат затоа што имаат и контакти, веќе биле таму на работа, па ги препознаваат, па и самите ќе ги викнат. Така да, добро е тоа што некои универзитети уште од почеток вложуваат во младите. И сега, во интерес на времето, Михаил, морам да ти кажам дека со човек кој што е толку начитан, толку учен и толку подготвен, да речам, муабетот тече како река, не можеш да го сопреш. Значи, уживам во муабетот, меѓутоа толку ни е времето ограничено. За крај морам да те прашам за работата. D2M фирмата, која што работите бизнис и менеджмент, меѓународен консалтинг и in-house коучинг, односно тренер, тоа нешто би му дошло на македонски, мора да го преведеме. Колку труд, посветеност, вложување, пожртвуваност е потребно да се одржи толку долго една компанија, да се има една позавидна листа на клиенти, преку 1000 клиенти нели низ овие години, колку си вложил од себе во таа фирма за да биде тоа што е денес? Да. Супер прашање. 25 години веќе двете мои компании работат добро. Македонски, тука кај нас, имаме канцеларии надвор, ама во секој случај на околу 30-тата сватив дека човек треба да се бави со учење. Да се бави со учење и продолжив со сериозно учење после магистерските и така натаму. Треба да се научи индустријата на клиентот, за да може in-house да се испорача нешто. In-house значи за нив во тој момент тоа што го бараат. Академскиот дел е исто така интересен. Меѓутоа секој ден. Нема опција. Секој ден помалку може да се скокне, да речеме, додека си на одмор, ама таа конзистентност, впрочем, би сакал да ја споделам со тебе. Во моментот кога човек ќе постигне успех, тогаш треба да свати дека би требало да даде уште малку напор. Да, за да оди понатаму. Тој напор не е негативен, тој може да биде во комфортна зона собствена, ама во секој случај мислам дека науката и учењето се во тренд и се исплаќаат во животот. Еве за крај, впрочем, ние живееме од тоа изминативе 25 години. Значи, да резимираме, вложувајте во себе, едуцирајте се секој ден, нели како велат, човек учи додека е жив и тоа не за џабе, некој го кажал. Точно. Така ти благодарам, Михаил, што беше дел од нашиот подкаст Универзум и се надевам дека ги мотивиравме нашите гледачи и некои млади луѓе нели во иднина, можеби да одберат некоја професија еве вака во оваа насока. Слободно нека ми се обратат, имаме искуство во браншата во која што работи Универзитет Скопје, така да стојам на располагање за сите. Така ти благодарам уште еднаш, а вам почитувани гледачи ви благодарам што и денеска бевте со Универзум. Се надевам го задржавме вашето внимание.